Со денешната едночасовна блокада на патот Свети Николе Куманово, Свети Николските пензионери ги продолжуваат протестите. Блокадата за нив е опомена до власта дека цврсто стојат на барањето за подобар пензионерски стандард. Ова што сме го на некој начин сите побарале да се покачи линеарно пензијата на сите пензионери 3500 денари, го изразуваме на ваков начин, бидејќи до сега не наидовме на разбирање. Иако бараа 3500 денари линеарно покачување на пензијата, незадоволните сметаат дека и тоа е малку, но за сега барем доволно да се истурка месецот. Малку е тоа, малку е тоа. Уште многу ни треба. Ние бараме само малку бараме. Само малку 3500 покачување не бараме ние многу. Дали тие 3500 ќе го подобрат вашиот статус? Сега можно е. Меѓутоа како што одат цените напред, никога нема да биде доволно. Останатите не бараат статистика од власта, но конкретен чекор за зголемување на пензијата. Изнесува просечната косничка и просечна плата, просечни пензии, со тие просеци ми дојдеа до тука. Цел живот имам завршено средна школа, никад не сам бил и не сам сакал да бил легач, да ви кажу. Јас сам стално бил за да работи, ги сега ќе биду. Тражу си ги само правдените. Безрезервна подршка на своите сограѓани денеска дојде и од градоначалникот Дејан Владев. Овие пензионери се наши сограѓани и мене ми е должност како градоначалник да бидам меѓу нив. Нормално, како што кажав и претходно, давам целосна подршка кон нивните барања, бидејќи како и сите други, они заслужуваат попристојни услови за живот. Денешните протестанти се децидни, не отстапуваат од барањата, а планот за блокади на патишта е проширен. Следната среда ќе одиме на долниот дел влезот во Свети Николе, тој дел ќе го блокираме и мора да се разбереме дека на еден начин ние сме граѓани на оваа република, сме дале свој труд 40 години и заради тоа значи сме заслужиле да живееме еден подобар живот. Во меѓувреме, на вчерашната редовна владина седница формирана е работна група. Работна група за разгледување на предлози за прашањето за најниската пензија во Република Северна Македонија, како и пакет мерки за помош и подршка на пензионерите, е задолжена да се достави до владата соодветен и финансиски издржлив предлог за најниската пензија и предлог мерки за помош и подршка на пензионерите. Стои во владиниот извештај. Нови владин потек, пензионерите со следнава реакција. Па треба да влезат пред се од овие луѓе кои што се пензионери, кои што ја барат ова, значи сега ново покачувањето на 3500. Не може нивна група да се формира и на тој начин така да се донесуваат одлуки. Тоа не е ферски прво. Да не речам мизерија работата, срамота. Протестите со блокада на патиштата продолжуваат од наредната среда.